أي قلب ضمه الصدق بشوق، أي هم ينجلي عند الشروق، أي حزن يتوارى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Благодарност само припаѓа на возвишениот Аллах Азza wa Jal, и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем вели: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله ظنا. Нема никој од вас или никој од вас нека не умира освен да има добро мислење за Аллах, возвишениот и славниот. И рекол алейхи салату вассалам, возвишениот Аллах вели, хадис ал-Кудси: "Ана инда ظني عبدي بي." Јас сум според мислењето што мојот роб го има за мене. Значи, јас го наградувам според неговото мислење за мене. Ако се надева на мојата милост и мисли дека јас ќе му простам и ќе му се смилувам, тој ќе го добие, бидејќи никој не се надева на мене, освен верник, кој знае дека има Господар кој наградува. А кој очајува мојата милост и мисли дека јас ќе го казнам, тој ќе го снајде, бидејќи никој не очајува освен неверник. Па човекот треба да има добро мислење за возвишениот Аллах Азza wa Jal, дека неговиот Господар е дарежлив, дека е благороден, дека е простувач и милостив, дека прима покаяние од своите робови кога тие се каат кај него и дека неговата милост е огромна. Да има добро мислење за својот Господар, заедно со сериозност во добрите дела, со чинење на хајрати и со покаяние. Затоа не е правилно човек да има добро мислење за Господарот, а истовремено да истрајува во гревови. Не, туку треба да има добро мислење за својот Господар, заедно со чинење на добри дела, заедно со покаяние и со сериозност во добрината. А имање добро мислење за Аллах Азza wa Jal, додека човекот се впушта во гревови и истрајува во нив, тоа е измама од проклетиот шејтан и не е дозволено. Туку треба да има добро мислење за својот Господар, дека тој ќе ја прифати неговата покорност и ќе му прости и да се труди во делата што носат прошка и опрост, како што е давање садака, милост кон сиромашните, многу барање опрост, искрено покаяние, жалење за греоите што се прават, напуштање на непослушноста, изголемување на добрите дела, сето тоа заедно со добро мислење за возвишениот Аллах Азza wa Jal. Абдулла бин Месуд радијаллаху анху рекол: се колна во оној, освен кого нема друг Бог, на никој човек, верник, не му е дадено нешто подобро од добро мислење за Аллах, возвишениот и славниот. И се колнам во оној, освен кого нема друг Бог, никој роб, никој човек нема да има добро мислење за Аллах, возвишениот и славниот, а Аллах да не му даде според неговото мислење, бидејќи доброто и хајрот се наоѓаат во неговата возвишена рака, го пренесува имам Ибн Аби Дунја. Случката со тројцата,
кој изостана во битката на Тебук, Аллах Азза ва Джел не ја отстранио он нив тагата и тешкотијата и не му прости се додека не има добро мислење за нивниот Господар. Возвишениот Аллах Азза ва Джел вели: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. А и на тие тројца од асхабите кои што изостана од битката на Тебук со Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, така да земјата, колку и да беше широка и пространа, тесна им стана тесни и душите нивни, и помислија и увидоа дека нема прибежиште од Аллах, туку само кај него, туку само кај возвишениот Аллах Азза ва Джел, па тој потоа и на нив им прости. Аллах Азза ва Джеле им опрости и за воиннина да се каат, бидејќи Аллах навистина стално го прима покајанието и милостив е. Кога има добро мислење и бе убедени во Аллах Азза ва Джеле, тогаш Аллах субханаху ва таала им опрости и им го торна тој нивни грев и тоа нивно изоставање од само една битка со Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Велит алейхи салату вассалам: "Мен назалат бихи фаqa, фаанзалаха биннас, лам тусадда фaqatu, ва мен назалат бихи фаqa, фаанзалаха биллахи, фаюшику Аллаху лаху биризқин ажилин ау ажил." Велит алейхи салату вассалам: кој ќе го снајде сиромаштија и ќе ја упати својата потреба кај луѓето, неговата сиромаштија нема да биде отстранета. А на кого ќе го погоди сиромаштија и ќе ја упати својата потреба кај Аллах Азза ва Джел, наскоро Аллах ќе му обезбеди риск, ќе го снабди, било брзо, било порано или подоцна. Да ја упатиш својата потреба кај Аллах Азза ва Джел, тоа значи да бидеш убеден и да мисли со сигурност дека Аллах Азза ва Джел ќе те ослободи од тоа и ќе ти ја отстрани тешкотијата. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: "Уд'у Аллаха ва антум муқинуна бил иджаба ва а'ламу анна Аллаха ла ястаджибу дуаан мин қалбин гафилин лахин." Велит алейхи салату ва селам: молете му се на Аллах, упатвите дова ке Аллах Азза ва Джел со увереност, со убеденост дека Аллах Азза ва Джеле ќе ви се одзвие, дека ќе ви ја прима довата, и знајте дека Аллах не ја прима довата која доаѓа од немарно и невнимателно срце. Кога чиниш дова, имај добро мислење за Аллах Азза ва Джел и биди уверен и убеден дека Аллах Азза ва Джеле ќе се одзвие. И зној дека според овој говор на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, Аллах не прима дова од немарно и невнимателно срце. Затоа, кога му се молиш на возвишениот Аллах Азза ва Джел, засилија својата надеж, зголеми го твоето барање, барај што појче од Аллах Азза ва Джел и имај добро мислење за него. А она што го потикнува верникот да има добро мислење за својот Господар е милоста на Аллах Азза ва Джеле која опфаќа се. Велит алейхи салату вассалам: "Лемма қада Аллаху л-халqa, кетебе фи китаби, фахуа индаху фауqa л-арш, инна рахмети галабет гадаби." Кога Аллах Азза ва Джел го заврши создавањето на све, напиша во својата книга, а тоа се наоѓа над неговиот арш: "Навистина мојата милост го надминува мојот гнев. Навистина мојата милост ја претекнува мојата лутина." Затоа, доброто мислење за Аллах Азза ва Джел, за кое тој наградува и кое мислење е исправно, е она што води кон две работи. Прво, извршување на добри дела, и второ, оддалечување од забрани и лоши дела. Па ако некој тврди дека има добро мислење за својот Господар, а истовремено се впушта во својата заблуда, продолжува во далелет, упорно се впушта во гревови и ги остава добрите дела, обврските кои Аллах Азза ва Джеле му ги пропишал, тогаш тоа е човек или роб врз кого шејтанот добил власт. Велит Ибнул Кајим рахимехуллах: разликата помеѓу доброто мислење за Аллах Азза ва Джел и само залажувањето е следната. Ако доброто мислење поттикнува кон добри дела, охрабрува на нив,
му помага на човекот и го насочува кон нив, тогаш тоа е исправното добро мислење за Аллах Азза ва Джел. А ако води кон празно говорење, кон празно одење и пуштање во гревови, тоа е измама од проклетиот шејтан. Затоа, драги и почитувани браќа, на вистина, имањето добро мислење за Аллах Азза ва Джел е чин на ибадет, чин на обожување, што укажува на исправноста на иманот и верувањето на човекот и на неговата убеденост во милоста на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Велите Хасан ал-Басри рахимехуллах, верникот има добро мислење за својот Господар, па затоа и неговите дела се добри. А додека мунафикот, лицемерот, има лошо мислење за својот Господар, па затоа и неговите дела се лоши. Затоа доброто мислење е со добри дела, а лошото мислење е со лоши дела. И велит исто така Хасан ал-Басри рахимехуллах, некои луѓе ги залажуваат празни надежи, се додека не излегува од овој свет, се додека не умира, а да немат со него нити едно добро дело. И покрај тоа велит, јас имам добро мислење за својот Господар. Па велит Хасан ал-Басри, тој е лажго, тој лаже, затоа што ако на вистина имал добро мислење за Аллах Азза ва Джел, ќе ги подобрел и своите дела, ќе чинел добри дела, но неговиот завршеток и неговото нечинење на добри дела е сведок дека тој е лажго и дека нема добро мислење за возвишениот Аллах Азза ва Джел. Затоа да го живееме овој живот со надеж, со покаяние и со добри дела, а Аллах Азза ва Джел, милостивиот наш Господар, нема да ја разочара нашата надеж. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا عزيز يا حكيم، اللهم طهر المسجد الأقصى من قبضة اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من قبضة اليهود، اللهم طهرها من رجسهم، اللهم طهرها من رجسهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهؤلاء القردة والخنازير، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا أرحم الراحمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم عليك بدباباتهم، اللهم عليك بجنودهم، اللهم عليك بطائراتهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في سيناء، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم يقتلون ليلا ونهارا، ليلا ونهارا فلا يبالون أهم أطفال أم نساء أم شيوخ. اللهم عليك باليهود جميعا، اللهم عليك بهم جميعا، اللهم عليك بمن يساندونهم، اللهم عليك بمن يساندونهم من الطواغيت والكفار، اللهم عليك بهم جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.